Разговараме со професор, универзитетскиот професор Цане Мојановски на тема млади, односно младите во политиката и како се таргетираат младите да станат дел од политичките структури. И можете евен да направиме една паралела како беше во време на Југославија, како беше во 90-тите и како е сега, како политичките структури ги таргетираа младите да станат дел од нивните да станат нивни членови. По падот на Берлинскиот зид или во времето на нашето самостојање и плурализација, во Македонија еден значителен број млади луѓе постанаа носечки и движечки луѓе. Водечките луѓе на водечките институции или на еден дел од водечките институции во Македонија беа луѓе меѓу 29 и 30 и некоја година. Ние скоро и да немавме повозрасен, ако го исклучиме Заев, во Македонија, кој беше претседател на влада по падот на Берлинскиот зид до денес. За разлика од тој период, за претходниот период во кој што ме прашували, таа можност беше, освен за после Втората светска војна, во периодот таму од 45-та до 55-та, 60-та година, можноста на таква млада возраст да се дојде на значајни, на влијателни, ако сакате и на клучни положби во општеството, беше неможно. Таму тогаш повеќе беше до израз дојден притисокот на возрастната генерација, која најчесто се изразуваше преку контекстот дека тие располагаат со доволно искуство и знаење и ги покрива или ги остава понастрана младите луѓе. Оттаму сакам да укажам дека во однос на односот кон младите, кон таргетирањето на оваа група во различни временски периоди, во различни општествени системи постојат определени специфичности, но и заеднички карактеристики. Заедничката карактеристика е тоа дека сепак тие се третираат како дел од нешто што треба да доаѓа. Иако геслото на младинските организации, кога јас бев млад, беше дека иднината и припаѓа на младоста, односно не само иднината, туку и сегашноста. И колку таа побрзо ќе постане дел од сегашноста, толку ќе биде поизвестна и иднината за генерациите. Како ги таргетираат политичките партии? Како ги се таргетираат младите? Прво, ние по самостојувањето, централен интерес во македонското општество беше редефинирањето на собственоста, реалокацијата на интересите. И тоа е централниот, доминантниот процес. Сите други процеси, вклучително и положбата на младината, се второстепени. Ние скоро и да не паметиме некоја позначајно општествено насочена активност во која што младите ќе се вклучат како сериозна сила. Младите најчесто ги доживуваме во јавноста како припадници на партиските подмладоци, кои се обидуваат да го имитираат или да му се доближат на лидерот и на структурата во партиската организација и најчесто се борат за позитивна афирмација или за квоти преку кои што ќе се најдат на листите. Многу малку се зборува за прашањата кои се поврзани со тоа. Каков е образовниот резултат кој го имаме ние во последните 35 години? Зошто младите беа поттикнувани и се поттикнуваат да се против облици преку кои што се утврдува нивото на знаењето? Например, против матурата, против нешта преку кои што ќе се направи диференција специфика во нивото на знаење. Дали веќе политичките партии, ако веќе зборуваме за некој дека таргетираа млади до 35 години во минатото, дали сега веќе младите се таргетираат веќе во средношколските години, кога уште не ни наполниле 18 години? Некои настани во земјата, кои се случија во изминатите 30 на години, укажуваат дека таргет, како возрастен таргет, се младите од 14 до 30 години и дека особено
се таргет младите меѓу 14 и 20 години, затоа што во тој период биолошкиот развој и начинот на восприемањето на светот е многу порадикален кај поединецот за разлика од подоцнешните години. Но исто така тоа е период во кој созрева личноста. Се разбираат определени процеси. За младоста, за младите луѓе е специфично да покажуваат повисок ниво на подготвеност за корените или за револуционерни промени. За младите луѓе е карактеристично да се идентификуваат со определени историски личности, со определени историски периоди, со определени митови создадени за определени историски периоди. Ако земете дека народно-ослободителната војна или партизанското движење во поранешна Југославија го чинеше во основа млада структура до 20-22 години, тогаш не само тоа, може да земеме и други примери, ќе укаже дека на сегашните генерации не се разликуваат премногу од претходните генерации по однос на начинот како восприемаат определени општествени феномени. Ние во нашата практика се однесуваме интересно. Ако отидете на родителски состанок, на родителскиот состанок се зборува за лошите ученици, за оние кои бегаат, кои имаат единици. Никогаш не се зборува за поединците кои постигнуваат одлични резултати. Во општеството најчесто таргет на информации се негативните појави. Во медиумите немате представен млад човек кој има исклучителни резултати во определена област. Например, минатата или предминатата година во одделни медиуми можеше да се најде информација за научен, ако сакате и практичен резултат на млад човек, на млад лекар кој работи во Систина во однос на начинот на подобрувањето на меѓутоа неговиот успех не беше предмет на медиумски интерес. Не беше таков каков што е, например, медиумскиот интерес за естрадните, за спортските, ако сакате и за модните и други субјекти кои се појавуваат, кои често пати се поврзуваат со определени положби, со блискоста до определени јавни личности. Значи, тој вредносен сет кој се гради за младите луѓе, објективно нив им ја замаглува представата за општеството, затоа што ова општество кое во основа е фокусирано на преструктурирањето на материјалното, на собственоста, а оттаму интересот за создавањето на материјалните добра. Ако премногу интерес создавањето на добивката или на профитот, еден значителен број од општествените дејности, во кои особено се видливи негативните резултати во образованието, се настрана. Потоа доаѓа здравството, кое што исто така како услуга ние го чувствуваме. Во тој контекст, младиот човек едноставно ги губи перспективите. Има образовен процес и профил, кој што не може да го алоцира во стопанската дејност, затоа што таа има друг начин на развиток. Потоа, не може стамбено да се обезбеди, затоа мислам дека е прашањето на локацијата, како се таргетираат младите денес, која е државната политика и како млад човек може да се надева дека до својата 35 или 4 или 40 година ќе обезбеди кров над глава, ако нема родители кои се занимаваат или кои учествувале во транзицијскиот процес на преструктурирањето на собственоста, ако нема наследство од странство, за да може, ако млад човек се потпира на трудот и на резултатите од трудот, на она што тој може да го создаде, купувањето на стан или решавањето стамбеното прашање постанува мислена именка. Ако погледнеме во податоци, ќе видиме дека еден добар дел од луѓето кои се образовани, кои се надвор од работниот процес. Затоа вие денес имате луѓе кои што среќата Дали тоа се извинувам, дали тоа ги тера младите според тоа дека немаат доволно
образование, немаат сигурност, дали тоа ги тера да станат дел од политичките структури кои што им ветуваат некаква стабилност? Не знам колкав е бројот на партиските подмладоци, но она што најчесто се јавува како исторен дел на партиските подмладоци укажува дека тој интерес е во рамките на она што можете да го очекувате. Колкав е бројот на луѓето на возрастните надвор од младата структура кои учествуваат во партискиот живот? Таа е сведена најчесто на определени партиски структури, затоа што партиските организации кај нас се дефинирани по концептот на компаниите. Тие екзистираат од општинско ниво нагоре. Оние политички партии кои имаат организациони облици поблиску до поединецот, до граѓанинот, тие најчесто се сведени на структури кои се ангажираат во определен предизборен период или за решавање на одделно прашање кое е поврзано повторно со интересите на општинската структура. Во тој контекст, значи имате една група млади луѓе кои се појавуваат политички ангажман и имаат интерес, и тие најчесто се организирани во нивните подмладоци. Подмладоците најчесто им организираат политички академии или други облици на политичко образование во кои што се совладува основната идеолошка потка или основната идеолошка структура. Им се создава можности да партиципираат во партиската, ако сакате, и во државната структура. Во таа смисла ние можеме да прочитаме, особено после изборите, дека во реалокацијата, во кадровската редистрибуција која чини победничката партија или коалицијата во државата, тие вршат редистрибуција, односно доделуваат определени положби и на млади луѓе до 30, можеби повеќе години или помалку од нив, со цел да и на тој начин ја афирмираат тезата дека тие особено водат грижа за младите. Ама, како ви имате еден огромен број на луѓе кои не можат да најдат работа, кои не можат да се алоцираат или воопшто да го потребат знаењето, кои немаат доволно перспектива и својата перспектива ако не успеат да се преквалификуваат или најдат определени, најчесто ја барат надвор, каде има релативно постабилни принципи, во каде што е исклучена партиската реалокација или партиската патронажа при доаѓањето до работно место, каде што е исклучена родителската и роднинската, ако сакате, интервенција во нештата, односно е исклучен контактот. Кога се вратив од студија од Белград, во тогашниот општински комитет, отидов на такав беше практиката, се одеше во општински комитет. Мислам дека и сега се оди во одделни комитети, барем на владеачките структури. Ме праша, кога се представив, соговорникот ме праша чии си. Јас му одговорив дека не дојдов да ви кажам чии сум, туку да ви кажам кој сум. И дека дојдов како дипломиран политиколог, дека барам соодветен работно ангажирање. Ми беше одговорено дека ќе се отворат, ми честита како млад човек што сум оформил високо образование. Значи, тој контакт во кој што прво ви прашуваат чии сте, а потоа кој сте, објективно ја намалува увереноста на младиот човек дека може да ги оствари своите цели и задачи. За жал, тоа не е резултанта само на образовниот процес. Тоа е резултанта и на еден наследен, однос кој го имаме во комуникацијата и ако можам така да кажам, во не секогаш искрената грижа која имаме кон младите луѓе и нашата подготвеност нив да им ги отвориме перспективите или да ја зголемиме вербата во перспективите кои што им го нуди организираната заедница. Таа за сега се уште е фокусирана на некои прашања кои се повеќе или помалку врзани со бизнис интересот, а помалку со еден поширок опфат на населението во кој што особено чувствителен младиот човек. Така, спомнавте дека бевте во комитет наместо во биро за вработување да се побара работа, веројатно и сега не е нешто
различно, повеќе се оди во партијата, се бара работа, отколку да се отиде во биро за вработување. Но ете, тоа ми е едното прашање. Следното прашање кое што мислам дека треба да се одговори е дали младиот човек, како што вие сега пред малку спомнавте, рековте, се спротивставивте на прашањето да одговорите чии сте, туку кои сте, дали денеска младите имаат таква храброст да се спротивстават на лидерите и да им кажат јас сум тука заради некакви идеолошки идеологии, а не заради некои бенефити, па да му се спротивстават на некоја политика на лидерите, на структурата. Тоа е Дали гласот на младите всушност се слуша? Прво, целокупниот образовен профил или образовен концепт поттикнува на тоа да се губи критичкиот однос кон нештата. Ние во најголема мера ги имаме критизерски однос, негаторски. Критичкиот однос подразбира процес на вреднување, процес на изградба на став во кој што научените лекции се во функција на афирмирање на вредностите. Не можете да отидете во институција и да му речете од денес ти не знаеш, јас знам. Тоа апсолутно не е критички став. Тоа е помалку, како се вика, манифестација на незнаење или на неразбирање на процесот. Дали младите располагаат со доволно храброст и доволна посветеност на нештата? Да, но мислам дека главниот проблем е што немате општествен амбиент. А тој амбиент се однесува на следното. Кому верувате во општеството ако процените дека за одделно прашање сте во право, а решенијата кои ви се нудат се незадоволителни или ви предизвикуваат несреќа, револт? На која институција можете да се обратите? И од која можете да очекувате дека апсолутно ќе истрае на принципите? Ако имате секојдневен медиумски притисок за различните партиски, идеолошки, лични и други влијанија и посредувања во процесите. Ако сте сведок дека меѓу декларативното и стварното има огромен расчекор, ако вие ја слушате приказната пред да се конституира определена власт на избори, дека ќе се расчисти со корупцијата, дека главните носители ќе бидат санкционирани. И потоа, по определен временски период, забележувате дека не само што не се решава, туку некои од тие активности дури се унапредени. Ако имате институционална рамка која не ви дава одговори, во такви случаи, во такви ситуации, младиот човек и секој човек, не само младиот, има две нешта за кои ако заборави дека историската приказна за Давид и Голијат е историска приказна, и дека таа може да заврши на начин на кој што може да биде загрозен, да биде загрозена индивидуата. Индивидуата се само заштитува и поединците честопати место да бараат одговор, тие или го напуштаат таа средина во која што мислеле дека ќе дадат придонес во менувањето на односите, или ќе останат запаметени како луѓе кои што не можат да се адаптираат во дадениот контекст. И третото, ќе се повлечат или ќе бараат решение надвор од некоја средина во која што исто така слушаат приказни или исто така имаат сознание дека таму барем е повисок нивото на почитот на нештата, односно е помала разликата меѓу декларативното и стварното, меѓу нормативното и стварното. Ние, за жал, живееме во период во кој што тој расчекор меѓу нормативното или меѓу декларативното и стварното е огромен. И дека ние многу малку, значи, нашиот развој, малку ни остави простор да имаме повисок ниво на доверба во институционалната рамка, во верувањето во принципите, во
верувањето на тоа дека низ една нормална процедура ќе остварите. И затоа имаме и илјадници поединечни примери за кои што можеме овде да ги редиме и да изборуваме како наши искуства. При тоа, нели, да водиме сметка дека таа институционална рамка навистина нема механизам или тие механизми кои што ги има често пати се блокирани од разни други цели и соображенија, најчесто и идеолошки и така натаму. Ако вие денеска се пожалите на пример на определена институција која е носител млад човек партиски ангажиран, тогаш партиската структура ќе ви одговори да, вие имате други идеолошки, други ви се целите. И ако еден случај така се случило, тоа не значи дека институцијата не функционира. Но погледнете ги искуствата и воопшто сознанието на луѓето кои што биле во ситуација да бараат задоволување на определени потреби, дека нивото на таа доверба е ниско. И тука без соодветен ангажман на организираните структури и на младите како дел од тие структури, тешко ќе можат да се поправат таквите односи. Решението кое? Дали имаме решение како да задржиме младите да не ни заминуваат од државата? Дали решението е да бидат партиски членови без глас, кои што ќе му се додворуваат само на лидерот, или ќе имаме критичка младина која што ќе знае што сака и без разлика во која политичка партија да е, сепак да каже што мисли и какви се нивните цели за иднината. Кај нас има малку истражувања, јас имав прилика да погледнам некои од истражувањата кои ги чини Фридрих Еберт 2019-2020 година. Тоа е фондација германска која финансира определени младински структури, како што и Конрад Аденауер и другите странски фондации вложуваат определени средства. Моето гледиште е дека во општеството се е комерцијализирано. Денес не можете да се подприте на одделни, така кажам, посигурни извори во кои што можат да се развијат определени дејности или активности во кои што ќе дојде до израз младешкиот ентузијазам и творештво. Едно време се донесе закон за волонтирање. Во практиката се покажа дека тој најчесто се користеше за експлоатација на младите луѓе за да извршуваат задачи за она што не го чини службата за што е платено. И тоа поживеа колку што поживеа, едноставно во архивите дека имаме таков закон. Малку има облици преку кои ми се нуди на младите луѓе знаење. Им се нудат облици преку кои што ќе стекнат вештини. Малку се создава простор за афирмација на добродетелството, на волонтерството. Малку се создаваат простори за афирмирање на специфичните способности и интереси на младите луѓе. Ние во Македонија сме фокусирани на организирање на партиски, односно на политички школи. Дури тоа ни го чинат и највисоките раководители, како што е председателот на државата. Еден председател на државата имаше школа за млади лидери, друг имаш политичка школа за креирање политики или за јавни политики. И партиските и дел од политичките партии прават летни школи за своите подмладоци. Тие ги чинат како содржина на политичката социјализација. Политичката социјализација подразбира формирање на определени облици и содржини преку кои што ќе се усвојува, ќе се втемелува или утврдува идеолошката матрица или сетот на идеолошки ставови кои што ги има политичката партија и ќе се способуваат за определени конкретни акции.
Меѓутоа, во општеството не имаме потреба од афирмација на одделни вредности, например, совладување на определени вештини. Денес да посетувате било каков елементарен курс или обука за софтверски вештини, тоа подразбира соодветна материјална поддршка. Малку немате општествени структури и институции кои тоа ќе го бенефицираат. Посебно за оние млади луѓе чии приходи на родителите и нивните не дозволуваат такви издатоци. Значи, општеството мора да изгради една поширока платформа и да создаде простор меѓународните структури, како што беше доскоро ФОАМ, кои финансира определени активности во невладиниот сектор, особено кај младите луѓе. Овде станува збор за грижата на државата, на организираната заедница. Да создава што е можно повеќе простор за афирмација. Ние, например, во земјата имаме многу малку луѓе кои можат да се пофалат дека сериозно го познаваат истражувачкиот процес и примената на научната методологија во тој процес. И дека поимот методологија често пати го изедначуваат со методот, што е првиот индикатор за нивото на специфичните знаења во таа област. Потоа примената на определени истражувачки средства и на резултатите. Потоа отсуството на логичка и на емпириска валидизација на тврдењата од истражувачките резултати. Затоа, например, во одделни земји, а и во периодот во кој што јас бев млад човек, постоја општествените, така се нарекува, сега се нарекуваат невладини организации, чија основна задача беше да ги собираат младите поинтересовна или врз основа на интересите и да сознаваат што е можно повеќе можности да се стекнат со знаење и вештини. Затоа што тие две нешта, знаењата, се предпоставка за успешно изнедрување на вештина или на постапка или на начин на кој што ќе дојдете до определено решение. Не сум сигурен дека образовниот профил сега премногу инсистира на подготвеноста на поединецот, на знаење и оттаму неговата можност да понуди бројни вештини. Но за секое нешто, впрочем, и за знаењата, и за образованието, во една организирана заедница мора да постои стратегија. Што сакаме за 5, за 10, за 15 години? Ако ние денес направиме стратешки план, за 15 години... Тоа зборувате државата, како држава. За 15 години ние можеме да имаме квалитативно различни состојби. И тогаш ќе ги видиме уште поизразено последиците од експериментите, од нарушувањата на стандардите и критериумите во образованието на сите нивоа, од основно до високо образование. Ние во последните 20 години имаме сериозен пат на квалитетот на образованието на сите нивоа, што се одразува низ подготвеноста на поединците да нудат решенија и да применуваат вештини со чија помош ќе го менуваат светот. А сакам да укажам дека младите, сегашните генерации млади, во ништо не се полоши, но некои нешта и се и подобри од претходните генерации. Но сегашните генерации, за разлика од претходните, имаат помал степен на доверба или помалку можат да очекуваат во иднината как можности преку кои што можат да се ги реализираат своите цели. Да работиме на тоа во општество, да врати делот таа верба на младите во можноста да ги решат нештата во оваа средина.